Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Започнаа контролите на терен за нерационалната потрошувачка и кражбите на вода од градскиот водовод во Кочани. Досега се поднесени 30 писмени предупредувања и мандатни казни, а не е исклучена можноста и за кривични пријави против прекршителите. Започна со работа заедничката комисија што ја формираа општина Кочани и комуналното предпријатие Водовод, а која треба да го контролира и санкционира нерационалното трошење и кражбата на вода. Членовите на комисијата веќе излегоа на терен и ги евидентираа домакинствата кои без оглед на постојаните апели прекумерно и непотребно трошат вода или на друг начин негативно влијаат врз стабилноста во водоснабдувањето од системот на градскиот водовод. За почеток, градот е поделен на две зони каде се прават контролите, а повеќето од регистрираните домакинства кај кои имало нерационална потрошувачка се во пониските делови од населбите, со што го оневозможуваат дотокот на вода кај нивните соседи кои живеат на повисоките зони. Од наша страна се регистрирани некаде околу 27-8 значи нерационални користења на вода од несовесни граѓани на по разни основи, и тоа некои си ги перат возилата, некои си ја наваднуваат бавчета, поголем дел живеат тамо социјални структури на население, не им се исправни славините, нон-стоп ги пуштат, немат броила за евиденција на потрошена вода и сите тие лица се регистрирани. Со оглед што устните предупредувања и укажувања не дале конкретни резултати, комисијата е принудена да презема и поригорозни мерки за казнување на несовесните потрошувачи. При тоа не е исклучена можноста на дел од нив комуналното предпријатие да им поднесе и соодветни кривични пријави, вели Гицов. Ние како комисија према несовесните граѓани, да речеме тие што перат возила на јавни површини и така натака, изрекуваме одма мандатни казни, а оние граѓани кои немат, да речеме, соодветен приклучок, славините се неисправни, така нерационално ги користат тие водата, тогаш тие значи се предават на КЈП Водовод како надлежен орган у случајот да и поднесе соодветни кривични пријави. На граѓаните кај кои е утврдено дека направиле прекршок во трошењето на водата, им е даден рок од 5 дена да го отстранат недостатокот. При тоа треба да се јават во службите на комуналното предпријатие Водовод, од каде ќе им биде инсталирано броило за потрошувачката или пак на нивен трошок ќе им биде заменета оштетената инсталација. Граѓаните на Кочани кои живеат во повисоките зони и понатаму се без вода за пиење во поголем дел од денот. Се снаоѓаат со полнење разни садови за да имаат вода за основните потреби, а не веруваат дека апелите за рационално трошење ќе помогнат. Не престануваат маките на граѓаните на Кочани кои на високите температури по половина ден се без вода, полнат шишиња и други садови за да имаат за основните животни потреби, а за капење и перење се надеваат на зголемен притисок во чешмите што ретко и недоволно го има. Повеќе од 2 недели низ славините нема ни капка вода во текот на денот, а само доцна навечер успеваат да направат скромни резерви за наредниот ден. Тајно кеска у еден у 2 сата дојде. Перење но кеска переме, вклучуваме пералната ноќе. Те така шишиња напунеме, кофи, туби, се собереме и... Колку дена е ова? Па веќе комај 2 недели и повеќе е така. Како фана топлото и како се стопли времето и нема вода. Тешко е, многу е тешко за вода. Те вчера пожедоваѓаа тука, мерија нешто да појачат сега, да стават други црева, па дали ќе направат или не. Канализација немаме и без канализација сме, со септички јами. Така е, тешко е. Жителите на населбата Трајаново Трло веќе подготвиле и петиција на која се потпишале 40 семејства за да им се помогне во водоснабдувањето. Велат дека ќе реагираат кај надлежните, затоа што ги немаат основните комунални услови за живот. Бараме прво вода нема, канализација нема, гледаш што. 21 век без канализација, без вода. Вода ќе дојде, се ваале, пуште некој време, вече не може ни има притисок на бољер, ни ништо. Јас сум тука една година, еднашка не сум се изменил. Освен прекините во водоснабдувањето, жителите имаат проблеми и со канализацијата,
па отпадната вода ја собираат во септички јами, кои нехигиенски стојат отворени, изложени на сонцето и топлото време. Градоначалникот е запознаен, бил е тука, излевал е на терен, треба да се преземат мерки. Ова е веќе големо мало, повеќе. Абе, преку 40 ние имаме само список што сме пишали. Тоа се 4 по 4, едно село мајката, 150-200 души најмалку. Освен во Трајаново Трло, слична е ситуацијата со водоснабдувањето и во другите повисоки делови на градот. Со писмени дописи на нашата веб страница и преку социјалните мрежи и телефонските јавувања, граѓаните постојано реагираат, незадоволни што немаат вода кога таа им е најпотребна. Евентуалното опаѓање на дневните температури и намалувањето на потрошувачката засега се чини како единствената опција за нормализирање на состојбата. Полицијата четврти ден безуспешно трага по исчезнатото лице од Кочани за кое се претпоставува дека се удавило. Потрагата сега е проширена и подалеку од магистралниот канал, каде досега главно беше фокусирана. Полицијата четврти ден безуспешно трага по лицето кое од почетокот на неделава се води како исчезнато. Предметот го води крим техника. Во координирана акција, екипи на СВР Штип и Водостопанство Брегалница потрагата ја насочија кон водите од каналот за наводнување, од причина што лицето неофицијално оставило проштална порака, во која наводно навело дека ќе го заврши животот со скокање во него. За екипите вклучени во потрагата, голем проблем е што каналот е полн со вода и наместа покриен што ја отежнувало акцијата што почна уште од вторникот. Екипите постојано се на терен, но до сега нема никакви конкретни информации за судбината на лицето, што од друга страна влева надеж дека тоа можеби и не ја остварило намерата што ја навело во наводното писмо. Затоа полициски извори информираат дека истрагата е проширена и преку други начини на локација и комуникација, преку контакти со роднини и пријатели во градот и подалеку, но и други претпоставки кои можат да дадат насока за тоа каде се наоѓа исчезнатото лице. Во општина Чешиново Облешево се одржа состанок на представници од полициската станица од Кочани, Центарот за управување со кризи и територијалната противпожарна единица, со претседателите на местните заедници и местното население за преземање превентивни мерки за заштита од пожари. Исто така, се разговараше и за заштитата од кражби, за безбедното управување земјоделска механизација и спречување нелегална сеча на дрвја. Зголемениот број пожари на отворен простор на територијата на општина Чешиново Облешево беше повод за работен состанок во локалната самоуправа, на кој се разговараше за превентивните мерки. На состанокот беа повикани претседателите на местните заедници, при што представници од полициската станица, од територијалната противпожарна единица, од Центарот за управување со кризи, јавното предпријатие Македонски шуми и од подрачната единица на Министерството за земјоделство им беше укажано како да дејствуваат за да се намалат ризиците од појава на пожар на отворено. Високите дневни температури на територијата на општина Чешиново Облешево предизвика неколку пожари, па затоа општина Чешиново Облешево излегува во пресред на населението да на полесен начин да се едуцираат како превентивно да се заштитат од актуелните случувања, исто така и пријавените кражби на територијата на општина Чешиново Облешево. На претседателите на местните заедници им беше укажано да апелираат до граѓаните да не палат оган на отворен простор, крајно внимателно да се однесуваат со секое запаливо средство што предизвикува искра, а посебно да внимаваат при ракување со нафта и нафтени деривати, како и да се спречи пристапот за малолетни лица. Освен за заштитата од пожари, се разговараше и за превентивните мерки против зачестените кражби, како и за безбедното управување со земјоделска механизација. Во делот на превенцијата на кражби сакаме да апелираме до граѓаните, односно до претседателите местни заедници, да ја подобриме соработката и ја подигнеме соработката помеѓу полицијата и граѓаните, комуникацијата и соработка да биде на повисоко ниво и доколку забележат одредени непознати лица, сумнителни, тоа да го пријават во полициската станица на бесплатниот број 192. Во однос на безбедното управување на земјоделската механизација, апелираме до земјоделците кои користат трактори и други машини, кога се во сообраќај на пат, да ги управуваат возилата со исправна светлосно сигнална сигнализација, да ги користат бесплатни технички прегледи на земјоделската механизација, потоа да управуваат возила да не бидат под дејство на алкохол
и да ги користаат споредните патишта при вклучување во сообраќајна пат. За спречување на нелегалната сеча на дрвја на состанокот се апелираше доколку граѓаните забележат непознати лица, односно лица кои сечат и носат дрвја без потребната документација, тоа да го пријават во полициската станица, од каде ќе се преземаат соодветни мерки за понатамошно проследување на случаите. Предавање за правата за здравствена заштита што им следуваат на граѓаните се одржа со дел од ромското население во Кочани. Се работи за проект што се реализира со поддршка од Германското друштво за меѓународна соработка преку локалните ромски невладини организации. Граѓаните кои спаѓаат во категоријата социјално ранливи групи, исто како и останатите граѓани, имаат право на соодветна здравствена заштита, како и да бидат запознати со своите права во врска со тоа. Со проект што го поддржува ГИЗ, Германското друштво за меѓународна соработка, преку директни средби и предавања за овие граѓани пред се од ромската етничка заедница во Кочани се прават напори луѓето да бидат подобро информирани за начинот на користење на правата што им ги обезбедува државата. Во реализацијата на проектот се вклучени Центарот за информирање при општина Кочани, како и локалните ромски невладини издруженија. Едно од предавањата се одржа за семејствата кои живеат во старата касарна, лоцирана во централното градско подрачје. Денеска се работи за здравство. Во случајот ќе зборуваме за заразните болести, како да се заштитиме, имајќи во предвид дека условите во кои тие живеат се со висок ризик за вакви заразни заболувања, па преку овие информации сепак да знаат како да се запазат од едно такво заболување, ако веќе дојде како да постапат, да се лекуваат и така. Овде луѓето се заинтересирани, тие секако дека сакаат да им се подобрат и условите за живот, меѓутоа во ситуацијата кога не сме во можност тоа да го сториме, барем да ги информираме за да знаат во вакви услови како да се однесуваат. За групите граѓани кои се изложени на поголем ризик од социјален, економски и здравствен аспект, се организира циклус предавања. Во него, освен за здравствената заштита, тие добиваат совети и за останатите граѓански права. Виница го објави првиот оглас во оваа година за отуѓување на градежно земјиште во државна собственост со електронско надавање. На продажба се нудат 4 парцели. Општина Виница го објави првиот оглас за оттуѓување на градежно земјиште во државна собственост по пат на електронско јавно надавање во оваа година. Станува збор за 4 парцели. Првата парцела што се нуди на продажба е со основна намена и со површина од 2306 метри квадратни. Почетната цена за оваа парцела е 140.666 денари, а депозитот за учество на електронското надавање 28.133 денари. Останатите 3 парцели се со намена за домување во стамбени куќи. Површината на првата од нив е 483 квадрати, почетната цена 29.463 денари, а депозитот за учество на електронското јавно надавање 5.893 денари. Втората парцела наменета за домување во стамбени куќи е со површина од 320 метри квадратни. Почетната цена е 19.520 денари, а депозитот за учество на електронското надавање 3.904 денари. И третата парцела со иста намена е со површина од 372 квадрати, почетна цена од 22.692 денари и депозит за учество на електронското јавно надавање од 4.538 денари. Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното надавање во електронска форма на градежно-земјиште.мк за секоја градежна парцела поединечно, во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои документи се составен дел на пријавата за секоја градежна парцела. Пријавите за учество на јавното надавање може да се достават до 28 август електронски на интернет адресата градежно-земјиште.мк. Јавното надавање ќе се одржи електронски на истата интернет страница. За првата парцела ќе започне на 31 август во 9 часот и ќе трае 15 минути. За втората парцела ќе започне на истиот ден во 10 часот, за третата во 11 и за четвртата парцела понудена на продажба во 12 часот. Дискотеката Аква нуди атрактивна програма и за овој викенд. В сабота во Кочани гостува балканската мегазвезда Саша Ковачевиќ.
Летото е во зенитот, сезоната го достигнува максимумот, а најдобрата терапија против тропските горештини е забавата. Еден од најдобрите викенди кога е таа во прашање е на прагот. Во дискотеката Аква гостува Саша Ковачевиќ, миленикот на женската публика и најрастечката поп звезда на Балканот. Гостувањето е дел од турнејата што Саша Ковачевиќ ја почна во Македонија со концертни настапи распоредени во неколку вечери. Во петок 24 тој настапува во Охрид на плажата Кадмо, на 25 е во Кочани, а на 31 повторно во Охрид на плажата Кадмо. На 7 август обожавателите на Ковачевиќ ќе може да уживаат во неговата музика во Струмица, веднаш потоа на 8 август и во Велес. Билетите во предпродажба за гостувањето на Саша Ковачевиќ во Аква по ексклузивна цена се уште може да се купат во Месмон маркетите, како и на самиот влез на дискотеката в сабота. Тридневната викенд програма во Аква стартува ден порано. Во петок гостува креативниот скопски состав Лабаво Лавабо, додека за забавата в недела ќе се погрижи Бајабо бенд. Неодминлива денска содржина во Аква е забавата со кловнови и аниматори за децата. Истата ќе се случува на приземјето на комплексот в недела во 13 часот. Следува спортската информација. Надпреварите од Илинденските спортски игри влегоа во највозбудливата фаза. 8 екипи ќе се борат за пехарот. Нема непознаници околу патниците во елиминацијската фаза на Илинденските спортски игри 2015 во Чешиново. Со блага промена во правичниот распоред, следниот највозбудлив сегмент од игрите е предстојниот викенд. 8 екипи претендираат за освојување на трофеот, меѓу нив и бранителот на титулата Бања. Последни резултати по групи: Соколарци Козијак 3:0 службен резултат и Облешево Теранци 2:1. В сабота во првото четвртфинале со почеток во 17 часот ќе се сретнат Карбинци и Крупиште, додека во 19 часот играат Бања и Чифлик. В недела во 17 часот се среќаваат Теранци и Таринци, додека последната четвртфинална двојка надпреварот ќе го одигра во 19 часот Облешево Чешиново. Два надпревари во четвртокот беа на програмата и на спортските игри во Зрновци. Бородвис Мајстори 2:4 и Видовиште Градец 2:10 се резултатите од овие надпревари. Последниот надпревар од првата турнирска етапа е в петок, кога во 20 часот се среќаваат Гокел и Лески. Со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.